што се криниците. Зошто кај некои дечиња се проблематични? И затоа при било кој преглед, прво кој ќе дојде дете, од врата се гледа дали имаме проблем со некој детенце каде што Како го препознавате тоа? Слип апнеа знае да доведе до покачен притисок, забрзано дишење, така да чести воспаление белодробни, реуматскиот фактор исто, хормонот за раст. Слип апнеата кажав спиечка апнеа. Значи еден период детето буквално не може да земе воздух. Све е тоа последица за недостаток на кислород во мозокот. Секој одлагање потешко и потешко ќе биде за самото детенце. И тука треба да обрнат родителите внимание дали сонот го имаат тој сон од тоа време на сон, бидејќи сонот е исто доста важен во оваа проблематика. Добре дојдовте во уште една епизода на подкастот Sleep and Grow. Кога зборувавме за причините зошто дечињата се будат навечер, спомнавме и медицински причини. Како што и ви најавив, ќе имам гости, експерти од својата област кои што ќе зборуваат конкретно на одредени медицински причини кои што може да направат проблем со спиењето кај дечињата. Многу често ние како родители некогаш не ги препознаваме знаците или се припишуваме на навика, едноставно ни фали понекогаш одредена едукација за тоа на кои симптоми конкретно да внимаваме за да се обратиме на специјалист, на доктор. Истото ми се случи и на мене со едното од дечињата каде што навистина не знаев дека треба да и се извадат криниците, а беше до таму сериозна ситуацијата каде што веќе почна да развива и слип апнеа. Токму на оваа тема денеска ќе разговараме со примариус доктор Горан Мицевски. Навистина сум среќна што прифати да биде дел од овој подкаст и да ни даде совети на нас родителите кои што ни се и такако потребни. Доктор Горан Мицевски е доктор на орала, специјалист за дишни патишта кај дечињата. Докторе, ви благодарам многу што прифативте поканата и добре дојдовте. Добре најдов. Чест ми е што присуствувам и сум дел од оваа емисија и ќе ми биде драго да ги споделиме познанствата што ги имаме со овој проблем. Ви благодарам многу. Јас најпрво ви прашала што се криниците, да разјасниме што се криниците, која е нивната улога. Така, со терминологија ќе имаме малце по македонска терминологија, за да биде подостапна до сите родители. Значи, криниците се дел од лимфното ткиво, односно од така наречениот Валдеерев прстен. Тоа значи, подетално да го опишеме, тоа е фактички Валдеерев прстен е сместен околу вратов, да го поднаставиме. Тоа исто како да земете еден прстен и во него мал помал и еден поголем. Валдееревиот прстен, односно криниците се сместени во првиот дел од тој прстен и ги сочинуваат 6 крајника. Така да имаме триет крајник, така познат, два тубарни крајници и две палатинални и еден лингвален, односно јазичен крајник. Тој е првиот механизам одбранбен на организмот и понатака околу него се наоѓаат другите лимфни јазди кои исто така го преземаат функцијата на одбранбен механизам и стварање на имунитет кај дечињата. Иначе, кога разговараме за локализацијата на на криниците, значи самиот фарингс, односно грлото, го сочинуваат, го делиме на 3 спрата. Назофарингс, за поедноставно да биде, тоа е делот позади носот, орофарингс, односно голтникот и хипофарингс веќе доле идеме према гркланот. Значи палатиналните тонзили се наоѓаат веднаш кога ќе кажеме во отворите уста, веднаш ги очуваме, тие се парен орган, лево и десно наместени во палатинална ложа, така да се карактеристични и секој може да ги уочи дека се работи за крајници. Третиот крајник, непчаниот крајник е фактички позади носот, кој е единствен и околу него имаме тубарни крајници кои се исто така многу важни, понатака ќе видите во разговорот, бидејќи се поврзани со една комуникација, односно едно цевче кое влегува во доаѓа до средното уво и од тука затоа е битно детално да го потенцираме и него. Исто така и шестиот крајник, тој е лингвалниот крајник, тој е доле во хипофарингсот, кој исто така знае и понатака да даде и други проблеми
при овие потешкоти при горно-респираторен обструктивен синдром, што ќе разговараме понатака. Да. Да. Улогата би веќе која анатомски образложивме вака накратко како изгледа, нивната улога е пред свен одбранбена улога. Први, значи, што се од контакт со при дишење, вдишување и издишување, се фактички палатиналните тонзили, односно целиот систем на Валдејериов прстен, каде што бактерии, било кои патогени реагенци делуваат и со тоа почнуваат да се создава кај организмот имунолошкиот одбранбен механизам. Исто така и представуваат филтер за разни честички со, како што е сега актуелно со загадувањева, така да тие се тие што се први на удар и од тука и најбитни за создавање на имунитетот кај дечињата, односно кај човекот. Така. А зошто кај некои дечиња се проблематични? Значи има некои деца нели со нормални крајници не проблематични, али кај некои сепак стануваат проблем. Дали е тоа нешто наследно, анатомски, предизвикано од инфекција, може да се спречи или да почнеме од генетиката. Исто така генетиката, односно наследството има улога, бидејќи многу често од наше искуство со толку многу контакт со вакви дечиња, со вакви пациенти, се гледа дека родителите имале предходно, они сами хетерономистички ни кажуваат, јас сум имал као мал, мајката исто така, така да генетска предиспозиција е као фактор. Втор фактор што исто така ја влие многу за зголемување на самите крајници е честите воспаленија. Значи инфективната природа е таа што го зголемува обемот на самите крајници и со тоа што е најбитно врши намалување на проток на воздухот, односно намалување на луменот за при дишење. Тие се тие најчести фактори што доведуваат до толку зголемување на крајниците. Така. Кои се најчестите симптоми? Јас се сеќавам кога затоа што како што спомнав ние на двете деца ги извадивме крајниците, вие им ги вадевте крајниците. Верувам се добри. Одлични се. Подобри не биле. Супер се. Меѓутоа се сеќавам дека на малиот кога дојдовме кај вас на преглед, вие ми посочивте на одредени симптоми за кои што јас искрено мислев дека е можеби во раст, како да речеме болки во коските. Ја мислев дека го болат ножињата затоа што расте. Не знаев за одредени симптоми да обрнам внимание за нив. За големата пак воопшто не ни знаев дека има проблем со крајници. Мислев дека гласот е поради пубертетот и се менува, хрчи, поради не знам ни јас што сум мислела во тој момент. Може ли да ни кажете на кои симптоми ние треба да обрнеме внимание за да сватиме дека кои што не се толку очигледни како често разболување кај дечињата? Така, значи пред малку при најавата наведовте слип апнејата. Таа е еден голем проблем. Слип апнеја што значи спиечка апнеја, односно губење на воздух во еден извесен период. Слип апнејата, да се почнам да се надоврзам на прашањето преку слип апнејава, бидејќи е еден као битен фактор за одлука на самата оперативна интервенција. Тука можеме да имаме два вида на слип апнеја. Едната е централна, која е контролирана од мозокот, и оваа е обструктивна. Обструктивна што значи? Кога ќе го земеме целиот горно-респираторен тракт, што ние го третираме на клиниката за уво, нос и грло, тоа е исто како да замислите еден тунел. Во тунелот, доколку има некој предмет поголем, исто така значи протокот на возила или воздух, како сакате, се намалува. Со тоа страдаат многу други органи. После тоа, честите инфекции исто така знаат да направат и реуматски фактори, вие ги кажавте, обично често знам да му кажам на дечињата да ми го рачето, не од друго, него чисто да ги видам зглобчињата дали се почнуваат со некои деформитети. Исто така и слухот е еден од сериозен проблем, каде што многу често знае да даде значи воспаленија чести на отитис медија секреторија, ние ја викаме, собирање на течност во средната уво. Еве да тргнам поред. Ако чести инфекции, големината на крајникот, да речеме, е 1/3 излегува од палатиналната ложа, која што ние можеме да видиме.
При чести инфекции толку многу се зголемува, дури имаме и дечиња каде што доаѓаме до ситуација која ги прегледаме орофарингоскопски, гледаме дека се работи за киси стонзили, така наречени. Тоа значи двата креника буквално се споени, детево не само што не може да, каде што е буквално екстремно намален протокот на воздух, него и исхраната е веќе компрометирана со самата механичка обструкција што ја врши третиот палатиналните тонзили. Истото се случува и со третиот крајник. Третиот крајник се наоѓа, кој што рековме, позади носот. Тука е комуникацијата меѓу средно уво и дишниот пат. Со затварање на таа комуникација се ствара негативен притисок во средното уво. Иначе притисокот мора да биде изедначен како што е во средното уво, каде што се наоѓаат патеми ковчињата слушни, трите ковчиња, каде што се трансформира слухот од механичка во сензорна дразба. Значи, имаме тука тој притисок во средно уво и притисоков надворешен атмосферски се изедначени. При зголемување на третиот крајник, поготово на третиот крајник, настанува негативен притисок во средното уво. Со тоа влече исто како пумпа, течност, таа течност ја викаме или серозна, или мукозна може понатака да биде, и со тоа невозможува покледливо движење на самите ковчиња, односно пренесување на звукот, и затоа и пад на слух имаме кај такви дечиња. Тоа би било најчесто што би можело да биде, инфекциите да ги исклучиме, тие сигурно се. И затоа при било кој преглед, према кој ќе дојде дете, од врата се гледа дали имаме проблем со некој детенце, каде што... Како го препознавате тоа? Прво што го препознаваме пред да дојде на преглед, пред да се приближи кон нас докторите, избришани лабиални бразди. Секој архитектура на лицето е буквално кај такви дечиња избришана. Зошто се случува тоа? Тоа се случува ради тоа што цело време мускулатурата се бори со количеството на воздух што треба да дојде во белите дробови, односно низ целиот организам. Затоа тие дечиња буквално браздите се едноставно како да не постојат, нема црти, што ви рекле. После тоа веднаш го гледаш дека ги гледаме дека дишат со отворена уста. Постојано се со отворена уста, иако нормално треба да биде, значи физиолошки дишење со затворена уста. Дете кога се раѓа нормално диши со затворена уста. Со тек на раст, ради овие сите можни ретанси, со зголемување на кренициве, детево спонтано се адаптира и почнува да компензира со тоа што ја држи устата отворена. Тие се тие симптоми први, освен прегледот што го вршиме исклучително обавезно за сите три крајника. Сега како се врши преглед за третиот крајник? Третиот крајник не ни е достапен нити визуелно, нити па можеме да го видиме затоа имаме на клиниката, може да се со фибер, сега најново. Таа метода е многу подобар. Порано кога сум почнувал ја како специјализант, сме ги пипале со прст преку уста и тоа малку изгледаше драматично за дечињата. Меѓутоа сега со една камера, буквално тенка, колку 3 милиметри фибер видео назол ларингоскоп се визуализира третиот крајник и од искуство наше гледаме кој е тој простор каде што детево може да диши или пак е обструиран тој простор. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои за овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители. И кога ќе кога ќе одлучите и кога ќе забележите дека детето има проблем со крајници, што е следниот чекор? Каква е процедурата да ја објасниме на вадење на крајници? Обавезно први имаме хетероанамнеза, тоа значи податоци, односно информации од родителите или од старателите. Многу ни е битно да знаеме кога, колку често се разболува детето. Индикација за операција, да донесам, значи потребно е најмалку да има 3 до 4 воспалителни процеси во тек на една година. Тоа е мој став, односно гледам став на сите нас оториноларинголозите, така што чести ангина не е све што ќе ни каже родителот. Обично детево се разболува, има ангини. Ангина под
40 степени, зборам за лакунарна ангина, значи нема. Најчесто се лажат и самите родители и кажуваат, да, детево е често со ангини, а воопшто не станува збор за ангини. Затоа чести воспаленија со високи температури фебрилни, обавезно слип апнејата исто е фактор каде што е од делот пресудата за дали да се оперира или не, и слухот ни е многу важен. Затоа за слухот ги се реализираат во аудиолошкиот центар тимпанометрија и спирометрија, за да може и вакво тимпанометрија со аудиолошки испитувања, за да може да се види колку детето слуша. Самите родители ни кажуваат, да, сум приметила, не слуша телевизија кога гледа, кога попушта телевизорот, кога му зборавам од позади него не реагира. Други карактеристични симптоми односно појави што ги кажуваат родителите, детево ми е многу поспано преку цел ден. Или обратно од тоа, или па хиперактивно, што исто така води во прилог на слип апнејата, односно онаа исхемична, односно намален проток на воздух и намалена концентрација на кислород во мозокот. Така да, тие се исто фактори. Нормално разговараме со родителите, ние даваме индикација, е индицирана, не е индицирана, им ги објаснуваме сите овие последици што може да настанат и од компликации понатака што може да настанат, и тогаш го ставаме да си одлучи родителот, односно старателот, дали што понатака. Доколку тука има многу прашања различни, што на секого се трудиме да дадеме конкретен одговор за самата, откако ќе се решат да се оперираат, самата постапка на клиникава. Иначе само да напоменам, јас работам на клиника зубонос, на универзитетска клиника зубонос и грло, каде што годишно имаме над 1200-1300 операции за крајници. Дали се работи само за трет крајник или заедно сите три крајника. Фреквенцијата ни е просекот ни е околу 4-5-6 дечиња дневно. Имаме специјален одел само за родители, односно за мајки, доколку видат со мајки, не е исклучено и со родител татко да представуваат на клиниката. Се спремаат, претходно е многу важна припремата. Сега работиме во ендотрахеална анестезија, мислам сега, на долг период, тоа значи целосна заспаност на детето. За да дојде до тоа и да сме сигурни ние од безбеден аспект, мора да помине анестезиолошка амбуланта. Секој дете за да дојде да влезе во сала, мора да биде беспрекорно спремно за оперативен третман. Тоа значи зимање податоци, крвни слики, алергени на анестетици, доколку дадат податок, комплетно испитување на белодробието, и со тоа детето е спремно, се работи во целосна анестезија, детето во сала присуствува родителот додека заспие детето, и тоа ќе заборев да кажам. Целата интервенција трае просек, во медицина нема правило во операција колку време трае, меѓутоа отприлика час и пол целата интервенција од вовед до будење на детето, и потоа се сместува на детски одел каде што го чека родителот. Самото опоравување трае, во болница лежи неколку дена, зависи дали од Скопје, порано ги пуштаме бидејќи близината до клиниката е многу битна, или до 3 дена од внатрешност, доколку е све во ред, доколку не настанат компликации, што некогаш знаат да се случат кај дечиња. И после 7 дена, значи активна физичка активност, им кажуваме на фамилиите дека 2 недели е оптимално, каде што детето као да не е оперирано после тоа. Интересно е после кој ќе дојдат на контрола, после 2 недели, се жашени, ама ја не знам дали спие детево или па не диши воопшто. Така да, веројатно и вие сте го приметиле тоа. Ефектот ни е доста добар, а да не кажувам па за и другите бенефити, каде што тука имаме компликации што може да настанат на кардиоваскуларниот систем, каде што имаме било каква слип апнеја, знае да доведе до покачен притисок, забрзано дишење, така да чести воспаленија белодробни, реуматскиот фактор исто, хормонот за раст го заборавив претходно да го кажам, и тоа е еден многу важен фактор што
По тонзилоаденоидектомија или отстранување на сите три крајника, се процентот, односно количеството се зголемува, со тоа и самите дечиња добиваат и во висина, килажа. Да, исто беше и кај нашиот, само што ги извадивме крајниците, после некој време качи и на килажа и почна со јадење подобро, слушање подобро, едноставно се подобри. Да. Така што, да. Дали има некоја минимална граница, односно минимална возраст, кога може да се направи операција? Так. И бидејќи многу родители се исплашени од операцијата и некако го одложуваат тој процес. Ајде уште малце да порасне покасно, меѓутоа како што и напоменавте, прилично големи се последиците ако не се направи операција на време. Што тука каков совет да им дадеме овде и како да ги охрабриме или кои се последиците што навистина може да дојдат ако детето покасно се оперира? Па вака искрено да ви кажам, ако е некој противник, јас сум најголем противник ако оперирам секојдневно крајници, а да оперирам нешто што буквално нема да има ефект. Значи мора за мене да биде детето дефинитивно со симптоми и карактеристики за да може да се одлучим, да им кажам да родители ова детенце не можеме понатака да го чекаме. Ваша си е одлуката. За возраста, сега тука би ги поделил, возраст е една за операција само на третиот крајник, тогаш значи можеме од 2 години, најчесто од 2 години па натака се препорачува до 5 години најидеален период каде што може да се отстрани третиот крајник. Таа сама интервенција е многу поедноставна, полесна и побрзо трае само третиот крајник. Имаме операции каде што третиот крајник го отстрануваме со интервенција на слухот, односно ставаме цевчиња на мембраните за таа содржина што веќе настанала компликација од третиот крајник што е собрана во средното уво, да може да се издренира за да не дојде до внатрешно понатамошно влошување на слухот, односно окостување на самите ковчиња и цел живот да биде детето со намален струк. Значи за третиот крајник периодот би бил од 2 до 4-5 години е наједноставно и многу брзо заздравуваат. Они буквално до попладнето ние ги пуштаме и дома, така после таква операција. Доколку се работи заедно вегетација со тонзили палатинални, тоа се вика тонзилоаденоидектомија, самата операција, каде што се оперираат и крајниците и третиот крајник, тогаш возраста малце ја качуваме. Од 3 години натака гледаме да од 3 до 7, 8, 9 и возрастни нормално оперираме. Тој е тој период каде што би бил оптимален за операција, доколку се разбереме дека имаме индикација за операција. Инаку јас сум оперирал и 6-месечно бебе, каде што буквално детето толку беше со само трет крајник, беше со една слип апнеја изразена, со еден долг период на апнеја. Дури при ден не можеше да земе воздух, додека се адаптира на дишење на уста и затоа целиот тим на клиниката одлучивме да се работи на 6-месечна возраст. Меѓутоа тоа е ретко, најчесто од 2 години па натака. Така. Слип апнејата ја спомнавме неколку пати, веќе ни објаснивте што е слип апнеја. Конкретно јас кога работам со клиенти кои имаат проблем со нивните дечиња со спиење, некогаш не се свесни за симптомите кои ги дава слип апнеја, особено ако не дава некои јасни симптоми во текот на денот, па не ни ги кажуваат на педијатарот. Така што откако ќе им обрнам внимание на симптомите, ќе приметат дали можеби се соочуваат со нешто, можеби отежното дишење навечер, прекинување на воздухот и така натаму. Може ли да ни ги кажете симптомите на слип апнеја, на опструктивна слип апнеја кај дечиња во текот на ноќта? Па дури и преку ден. И пациенти обично доаѓаат и од педијатрите. Бидејќи таму ќе ги добијат тие податоци од хетероанамнезата, па ќе ни ги припретат кај нас на оториноларингологија. Иначе слип апнејата, кажав, спиечка апнеја. Значи еден период детето буквално не може да земе воздух, тиши или па рчи страшно, значи рчење на македонски мислам рчење. И тие се тие карактеристики што буквално ги будат родителите. Се станува испотено, вознемирено, се буди како да се дави едноставно, плаче во сон, и хрчењето е број 1. После тоа, во тек на денот, исто така продолжуваат тие симптоми. Детето е страшно поспано, не може да следи настава, односно или забавиште ако не се социализира до толку со останатите дечиња, или па е хиперактивно. Имаме две од крајност до крајност.
да не кажем при преглед најчесто анестезиолошки имаме тахикардични дечиња, значи забрзан ритам на срце, со раздразливи, реагираат бурно, така да тие се тие последици, све е тоа последица за недостаток на кислород во мозокот, така да за тоа ние предлагаме да као индикација им кажуваме на родителите дека секој одлагање потешко и потешко ќе биде за самото детенце. Така, и за неговото здравје. И така. за здравјето се разбира. Да. Дали постои начин на кој што ние како родители можеме нешто да превенираме или едноставно повеќе... Треба да се види првин фактор исто е и алергијата. Таа знае да не покрие со да замаскира, доколку детенцето дава податок или родител, еден од родителите дека имаат алерголошки компоненти претходно, треба да се обрне внимание на тој ентитет. Алергијата знае исто така да дае зголемување на тонзилите, меѓутоа не мора до тој степен каде што ќе кажеме да со операција ќе ги отстраниме и нема да имаме понатака проблем. Затоа исто едно од превенцијата е да се обрне внимание на дали имаме алергиска компонента кај дечињата. Другото, оставете го на нас, одлуката е наша, родителите се тие што треба да одлучат. Така, да. Би се навратила околу спиењето, веќе спомнавте како сето тоа, нели, може да го наруши спиењето. Дали може да ни кажете кои се негативните последици од, пример, кога детето има прекинат сон навечер, врз неговото расположение, но и врз срцето, врз другите органи, на кој начин влијае тоа врз целокупното негово здравје? Самиот ритам забрзан, значи тахикардијата е еден знак дека веќе мора да се реагира, а тоа настанува чисто од исхемични проблеми што ги има детенцето. Белите дробови, чести воспаление на белодробието, тоа е више долен респираторен тракт, исто така сугерира дека веќе почнува да прават компликации тонзилите, пад на слухот што го потенцирав, тоа е исто доста чест. И тука со тоа, значи, дефинитивно мора да се има во преглед дали се слуша детето или и доколку не се сигурни дека детево не слуша, ние инсистираме да се провери, да се види слухот на некој дете каде што има покарактеристични, да речеме, поизразени зголемени краници, така да и од незнаење на родителите па ќе се добие документ дека детево има пад на слух, каде што ќе им се обрне внимание понатака па за друг вид, што кажав, поставување на вентилациони цевчиња во ушите во исти акт со операција на тонзилите. Така. Ви благодарам многу, докторе, на вашето гостување и на одговарањето на сите прашања кои што верувам дека се навистина се многу корисни за родителите, да препознаеме симптоми, да знаеме како да изреагираме и да не се плашиме од операција, затоа што и како што самите напоменавте, тој процес не е така застрашувачки како што мислите. Еве и јас би кажала и од лично искуство со двете деца оперирани од 3 крајници извадени, навистина е многу полесно отколку што звучи. А пред се за нивното здравје. Да, тука исто би го потенцирала и сонот. Значи многу е важен сонот. Така. Сонот е тој момент кога хормонот за раст се зголемува. Така да со намалување на сонот и тој хормон е помал, така да имаме и обрнато и на тоа внимание и гледаме дека дечињата веќе добиваат и прво во висина, килажа, со после операции на тонзилите и затоа е битно. Иначе како е на крај на емисијата, ако имам време само да додам. Да, имаме. Нормално новороденче спие меѓу 14 и 16 часа. Да. Детенце од 1 година спие до кај 12 часа. Тоа би било правилно. Од 3 до 5 годишна до кај односно до 1 година е 14 часа, ова е до 12 часа. Да. Дечињава што се од 3 до 5 години. И затоа и тука треба да обрнат родителите внимание дали сонот го имаат тој сон од тоа време на сон, бидејќи сонот е исто доста важен во оваа проблематика.
Да, овој подкаст буквално и фокусот ни е тоа сонот на децата, да го дигнеме, да ја подигнеме свеста за важноста на сонот на децата и јас и најавив во првата епизода кога ќе слушнам, а такво е детето, не му се спие или не му треба спиење, барем од моје искуство мислам дека не постои дете на кое не му е важен сонот и на кое не му е потребен сонот, постои причина веројатно поради која не спија, треба да се најде причината која е. Понекогаш причините им ги објаснивме, така да обрнати на тоа внимание. Така. Благодарам многу уште еднаш на гостувањето, што одвоивте време. Претпоставувам дека имате и многу работа и многу пациенти имате и тоа знам дека сте навистина зафатен човек и благодарам навистина што одвоивте време да дојдете. И на вас благодарам и чест ми беше да учествувам во емисијава. Драги родители, како што слушнавте и како што кажа и самиот доктор Мицевски, навистина е важно да обрнеме внимание на симптомите. Сонот е исклучително важен за здрав раст и развој на нашите деца. Кога детето не спие, директно е нарушено лачењето на хормонот за раст и развој, се намалува концентрација кај децата, се зголемува нерасположение, се зголемува избувливост кај децата. Кога сонот на детето е нарушен е сонот на целото семејство. Како што испомнав, постојат различни причини поради која што вашето детенце не спие. Секогаш е важно да ја најдеме причината, а решение после тоа се наоѓа, односно има. Ви благодарам многу што ја следевте и оваа епизода. Следете го и понатаму подкастот Sleep and Grow by Dr. Goodnight. Споделете го со што е можно повеќе родители за да стигнат овие пораки до сите на оние на кои што ни се потребни. Не заборавајте да кликнете subscribe и follow. За вас тоа е бесплатно, а на нас ни значи многу да не поддржите мене, нашиот подкаст и целиот тим кој стои за овој подкаст, да можеме да направиме и нови сезони, да можеме да ви дадеме повеќе одговори и повеќе помош за сите родители.